Почнуваме со вестите. Наскоро ќе отпочне постапката за изградба на нова детска градинка во населбата Сењак. Градинката ќе може да згрижува околу 200 дечиња, со што значително ќе се растоварат двете детски градинки, каде што за влез во градинка се чека и по неколку месеци. Населбата Сењак конечно ќе добие нова градинка. На вчерашната седница владата на Република Македонија на општина Штип му го додели на трајно користење земјиштето на кое ќе се гради градинката. Се работи за парцела од 5518 метри квадратни на кој што ќе се изгради детска градинка за околу 200 дечиња. Наредниот чекор во делот на изградба на оваа детска градинка е да ги добиеме средствата кои што веќе се изгласани на источен плански регион од околу 16 милиони денари и општина Штип остатокот од нешто над 20 милиони денари е подготвена со општинскиот буџет да ги инвестира. Местото кое досега беше мини градска депонија ќе се оплемени, коментираат жителите на едно од најживите населби во Штип. Изградбата на нова градинка во Сењак ќе биде од големо значење. Ние кога дојдеме, ние си ги чуваме со постарите. Сега некој дел ги носат оваа градинка тука, некој кај Тушка, како се викаше таа комшијата. Па у различни градинки, у нас Тибовото. Со отварањето на оваа градинка? Нормално со ова отварање на оваа градинка ќе има доволно дечиња да ги згрижат. Има 9 згради, по 45 фамилии со зграда. И тука се млади повеќе, и има деца. И плюс сега се отварат нови згради тука. Тука треба да има 360 стана во ова место тука. Тука доле до пати таму има. И така. Во меѓувреме двете детски градинки се соочуваат со недостаток од простор и кадар. Голем е бројот на родители кои се приморани да фаќаат врски за да можат да ги запишат децата во градинка, бидејќи листите на чекање се долги. Од септември наваму постојано имаме деца кои чекаат, кои се на листата на чекање за прием по 2-3 месеца, по и повеќе од 2-3 месеца. Пред извесен период од општината најавија дека се планира отварање на градинка и во приградската населба Три Чешми. Мал број на компании ги искористија субвенциите од Законот за минимална плата, покажуваат анализите на Организацијата на работодавачи. Оттаму очекуваат во текот на наредните денови да имаат средба со премиерот Заев со цел да ги презентираат своите барања, но и како реално да им се помогне. Субвенциите кои беа предвидени со Законот за минимална плата не пристигнаа до трудоинтензивните компании. Причините лежат во административните проблеми и погрешните анализи за текстилната и кожарската индустрија, смета првиот човек на Организацијата на работодавачи. Иако во законот, што е и нормално и од секогаш така било, дека во минималната плата е основна плата во која не влегува додатоци за прековремена работа, за работа на празник, ноќен работа и така натаму, од МПИ образците не може они тоа да го извадат. Во МПИ образците ги имаш нето и бруто плата, боловање, ги немаш додатоците како посебна ставка. И затоа во составот на УЈП се земат вкупната нето плата на работниците за овие 3 месеца поделена со број на саатите, па се сведуваше на нормални саати за да се исклучат оние саати од прековремена работа. Но тоа не беше поштено. Димитров вели дека за исплатата на минималната плата биле исклучени и работниците кои немале постојана работа во јануари, февруари и март. Значи работник кој во февруари отишол на боловање, бил 30 дена на боловање, автоматски беше исклучен од финансиска помош. Или работник кој се вработил во февруари или март, работа само јануари, иако сега работи кај нас, иако сега зима плата и погодно тој се најзасегнати работници затоа што се уште во обука, немаат нели доволно остварување на норми и така натаму, тие беа исклучени од финансиска помош. На тој начин бројот на компаниите кои користат финансиска помош се намали. Димитров вели дека од планираните 6 милиони евра за поддршка на компаниите за минималната плата се искористени минимални средства. По овие пари минатата година се пренасочени во други ставки. Тој забележува дека потребна е поголема помош од државата за текстилниот и кожарскиот сектор, а актуелните мерки и субвенции кои ги предлага владата едноставно не се наменети за нив. Членовите на Организацијата на работодавачи пред неколку дена побарале средба и со премиерот Заев, на која очекуваат да бидат сослушани, а исто така на маса ќе се стават и нивните предлози за помош на трудоинтензивните гранки.
Градоначалникот на Штип Благој Бочварски доби признание од коалицијата на ромски организации. Наградата официјално ќе му биде врачена на 9 април во Брисел. Денеска градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски во својот кабинет ја прими наградата за најпријателски ромски градоначалник, која му беше доделена од страна на членовите на комисијата од ромски граѓански здруженија. Ова е на самиот почеток од мојот мандат, едно големо признание во кое што бев избран помеѓу повеќе градоначалници, повеќе општини од Република Македонија. Општина Штип е избрана за најпријателска општина од страна на ромските организации. Јас исто така како градоначалник и ме посебно драго што ова доаѓа на самиот почеток од мојот мандат, со што се покажува дека водиме грижа за сите граѓани на општина Штип и ова го потврдува концептот на едно општество за сите во кој што длабоко веруваме и за кој што се бориме. Во изминатиот период, иако беше зимски период, малку тежок за работа во дел на инфраструктурата во нашиот град, сепак успеавме да изработиме неколку улици во нашиот град, каде што има концентрација на ромско население, тоа се тампонирани улици и веќе работиме и на улицата Косовска, работиме на подобрување на водоводната линија во нашиот град, во повеќе делови од градот, така што продолжуваме со засилена динамика и ова признание, ова награда ќе ми даде уште посилен поттик да продолжам да работам во интерес на сите наши сограѓани. Наградата за најпријателски ромски градоначалник Бочварски ја добива по основ на критериуми од дискриминација до човекови права. Од можните поени, општина Штип добива максимум. Самата коалиција е формирана од организации кои се експерти во своите области, како што се дискриминација, медиуми, човекови права, домување, здравство, образование, и по сите тие критериуми општина Штип од можни 40 поени освои 34 поени. Така да по тој начин беше избран и изборот. Како дел од наградата најпријателски ромски градоначалник, градоначалникот Бочварски ќе присуствува на прогласувањето и промоцијата на градоначалниците во Брисел на 9 април по повод деновите што се организираат во Брисел, наменети за ромите од 8 до 12 април. Наградата ќе биде врачена во Брисел на 9 април, каде што ќе бидат присутни сите градоначалници од Западен Балкан и Турција. Наградата ќе биде врачена од преседателот на DigiNear, Даниел Кристенсен, и таму ќе имат официјално признание. Ова сега е признание од име на коалицијата, меѓутоа таму ќе биде наградата од европски карактер. Инаку општина Штип добива по втор пат награда за најпријателска општина со ромските здруженија. Културното богатство со кое располага Штип се наоѓа во туристичката понуда на неколку туристички агенции. Гостите кои најчесто доаѓаат во градот по Дисарот се дел од организирани тури. Градот најмногу го посетуваат германците, холанѓаните, бугарите и турците. Германци, холанѓани, бугари и турци се најчестите посетители на Штипскиот музеј. Градот по Дисарот има потенцијал, а странските гости најмногу се заинтересирани да ги видат археолошкиот локалитет Баргала, тврдината Исар, музејските поставки како и средновековните цркви. Солидна посета на поставките и на музејските поставки и спомениците на културата. Има што да се покаже, значи имаме сите поставки кои што еден музеј треба да ги содржи, значи имаме етнологија, имаме историја, археологија и музејот на ВМРО, така да е една целина целосна што се однесува во музејските поставки. Културното богатство со кое располага Штип се наоѓа и во туристичките понуди на неколку туристички агенции. Гостите кои најчесто доаѓаат во градот се дел од организирани тури. Повеќето се оние туристи кои што доаѓаат во туристичките дестинации како Охрид и Скопје и успат доаѓаат и тука, така да не може да издвоиме некој посебно, меѓутоа речи се од сите дестинации кои што сите што ја посетуваат Македонија, речи се еден дел доаѓаат и тука. Во наредниот период, како интересна музејска поставка, Штипскиот музеј ќе ја понуди и втората галерија на икони, која најверојатно ќе биде отворена наредната година.
Рудникот за олово и цинк САСА и Шумарскиот факултет во Скопје потпишаа меморандум за соработка со кој почнува реализацијата на активностите од животната средина за производство на саден материјал. Рудникот САСА на Меѓународниот ден на шумите 21 март го потпиша меморандумот со Шумарскиот факултет од Скопје за долгорочна соработка во реализација на активности од областта на животната средина и тоа производство на растителен саден материјал, пошумување на јаловиште и гулини, одгледување, нега и заштита на пошумени насади и научни истражувања. Со меморандумот двете страни се договорија да формират расадник во собственост на рудникот САСА за производство на шумски саден материјал. Сите финансиски средства за реализација на договореното, вклучувајќи изградбата и одржувањето на расадникот, ги обезбедува рудникот. Со дел од садниците кои ќе бидат одгледани во расадникот ќе биде пошумено досегашното јаловиште на рудникот, со што обезбедивме овој терен целосно да се врати во својата природна форма. Останатите садници ќе бидат наменети за пошумување на горите ридови во поширокиот регион, што ќе влијае на намалување на ерозијата на земјиштето и појава на отрови кои предизвикуваат чести проблеми во овие краеви. Покрај стручната поддршка во изградба и одржување на новиот расадник, Шумарскиот факултет ќе изврши и теоретска и теренска обука на персоналот на рудникот САСА за тоа како ефикасно да се врши пошумувањето на јаловиштето и ерозивните површини во регионот. Заштитата на животната средина е комплексна област за која неопходни се разбирање, научен пристап, соработка и финансии. Партнерството кое го воспоставивме со рудникот САСА ги содржи сите овие компоненти, што е гаранција дека целите на овој проект ќе бидат остварени. Воспоставувањето на соработката меѓу рудникот САСА и Шумарскиот факултет, кој на долг рок ќе придонесе за пошумување на значајни површини во источниот дел од земјата, го поздравя и градоначалничката на Македонска каменица Сонја Стаменкова. Инаку токму за идејата за овој проект, како и за сите досегашни активности во доменот на заштитата на животната средина, рудникот САСА го доби годинешното признание најдоброто од Истокот, што го доделува Сдруженијето на новинари на Македонија, регионален центар Исток. Денешни партиски активности. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Штип одржа пресконференција. Следи извештајот. Како може демонстрант и организатор на шарената соросоидна револуција во Штип да добие директорска фотелја, човек со лошо минато, лажни ветувања и со помош на партиски структури да стане директор на институција како Дом на млади, праша денеска на престот ВМРО ДПМН во Штип. Горан Трајков успеа на грбот на изморените и истрошени работници да се испорача топла фотелја. Односно, изгледа директорското место беше поважно од правата на работниците. Замислете на ваков заслужен граѓанин. Градоначалникот на општина Штип му додели 8 ноемвриска награда. Го стави на ист ранг со оние кои вистински ја заслужија. Од ВМРО ДПМН на денешниот прес обвинија дека назначувањето на Трајков за директор на Домот на млади е награда за партиска послушност и покрај неговата биографија на која се повикуваат, а според нив е со низа недоречености. Дали блискоста со градоначалникот е за благодарување на еден спрема друг, начин на раздолжување? Дали нивната соработка потекнува од заткулисното лобирање за време на локалните избори, за сметка на кој едниот доби градоначалничка, а другиот директорска фотелја? Почитувани сограѓани, на виделина излегува скриениот договор, во кој јасно се гледа ветеното Трајков да биде директор кој ќе ги ужива благодетите на неговата матична партија како заслужен партиски војник. На пресот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип со соопштение реагира од Општина Штип. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип неосновано обвинува за изборот на директор на Дом на млади во Штип. Општина Штип внимава на професионалната биографија на кандидатите при изборот на директорите и раководителите на локалните институции, без разлика на нивните претходни лични дејствувања.
На огласот за избор на директор на Дом на млади во Штип, единствен пријавен кандидат беше Горан Трајков со целосна потребна документација. Како и останатите директори назначени од нивната локална власт, така и новиот директор на Дом на млади во Штип Горан Трајков е соодветен за доверената функција, затоа што е еминентен културен работник и дипломиран музичар со долгогодишно работно искуство во областа на културата и музиката. Новото кадровско решение ќе придонесе да се воздигне нивото на културна понуда за младите во општина Штип. Инаку ова е втор прес на ВМРО ДПМН за Горан Трајков. Првиот беше по доделувањето на 8 ноемвриското признание, а сега како директор. Низа активности во градот Подисарот во пресред на утрешниот празник Четирсе. Денес во организација на Општинското основно училиште Гоце Делчев во Штипската библиотека се одбележа Светскиот ден на поезијата. Во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип денес по повод Светскиот ден на поезијата литературно читање. Ова е активност во склоп на одбележувањето на она што значи Четирсе и искачување на Штипскиот исар. По тој повод, овде во Народната универзитетска библиотека во Штип ќе се одржи литературно читање, каде што ќе имаме, веќе имавме објавено конкурс за најдобри литературни творби и каде што на истиот ќе бидат одбрани најуспешните литературни творби. Меѓу сите овие дечиња можеби се крие идниот поет. Можеби нивните стихови ќе добрат до многу срца. Се надевам дека Штип и понатаму, како што и досега беше, и понатаму ќе биде расадник на таленти, расадник на кадри и место каде што ќе се шири културата. Светскиот ден на поезијата е мотив да се поттикне негувањето на македонскиот јазик. Организатор на манифестацијата и настаните по повод Светскиот ден на поезијата е основното општинско училиште Гоце Делчев. Активностите започнаа со тоа што беше распишан литературен конкурс на тема Четирсе, негување на традицијата, пролетта е радост, потсетување на екологијата. Децата твореа. Вчера, на 20 март, беше организиран квиз надпревар, во кој квиз надпревар учествуваа екипи од сите училишта, имаме повеќе победници и на тој начин се разви надпреварувачкиот дух на учениците. Денес го одбележуваме Светскиот ден на поезијата. По тој повод, денес ќе бидат доделени награди на најдобрите творби и секако ќе бидат почестени победниците да ја добијат наградата од градоначалникот на општина Штип, што ќе се случи всушност на утрешниот ден на хепенингот кој ќе биде организиран во Дом на млади. Оваа прилика ја користам да ги поттикнам и да им порачам на сите учесници, не само денешни, туку сите оние кои го љубат пишаниот македонски збор, да отворат на својот мајчин јазик, на тој начин се продолжува и јазикот, се продолжува културата, а и секако, како што рече председателот на секторот за јавни дејности, можеби во овие деца се крие идниот поет на Штип. По повод одбележувањето на Светскиот ден на поезијата, учество со своји лични творби земаа учениците од 6 до 9 одделенија во основните училишта во Штип и Карбинци. И Домот на младите во Штип со богата програма по повод Денот на пролета и утрешниот празник Четирсе. Таму ќе има ретро изложба на фотографии, настап на рок групи, поезија и така натаму. Традиционално и годинава ќе се одржи и манифестацијата Музички хепенинг. Фотокино клубот Ванчо Прќе годинава за 40 по подолга пауза ќе се представи со ретро изложба на стари фотографии. Станува збор за околу 40 на фотографии кои ќе бидат изложени утре во Домот на младите во различни мотиви и такви во црно-бела техника. Ќе направиме една ретроспективна изложба на постарите членови на фотокино клубот и сега некои од поновите сегашните членови кои што се активни, кои што активно работат на полето на уметничката фотографија. Мотивите ќе бидат мешани, ќе има и портрет и пейзажи, значи една ретроспективна изложба. Тоа значи и постари фотографии во црно-бела техника? Да, постари фотографии во црно-бела техника и колор. Со настап на градскиот хор ќе се отвори музичкиот дел од годинашнава манифестација Музички хепенинг, што традиционално го организира Домот на младите во Штип. На сцената ќе настапат неколку штипски рок групи. Домот на младите како секоја година и оваа година со еден хепенинг
рок хепенинг кој ќе се одржи вечерта, нели? Ќе настапат штипски групи, Илија Кикиритков и пријателите, Exception, докторите и Hotline. Оваа година поради временските услови, предвиденото од програмата за одбележување на 40 ќе се одржи во просториите на Домот на младите. Домот на младите те продолжува таа традиција на настапи на и презентација на млади бендови и се надевам дека ќе на задоволство на сите граѓани во Штип ќе имат можност да проследат повеќе бендови. Дел од чествувањето на 40 ќе бидат и поетите во градот, кои со своја програма ќе го одбележат обичајот и денот на пролетта. Покрај литературно читање, литературниот клуб Искра во Штип во Домот на младите ќе го промовира и најновиот алманах. Пред спортот одиме со веста од секторот за внатрешни работи Штип. Штипјанец во алкохолизирана состојба нападнал полицаец кај Попова чешма. Инцидентот меѓу штипјанецот и полицискиот службеник се случил на улицата Петар Брашнаров во 17 часот и 30 минути. Полицискиот службеник бил на интервенција за нарушување на јавниот ред и мир. 25-годишниот штипјанец со иницијали ИМ го нападнал полицаецот и побегнал, но полицијата веднаш го пронашла и го привела во станица. Алкотестирањето покажало присуство на алкохол кај напаѓачот. Инаку вчера, на местото викано Горно Чурелин, познато како Попова чешма во Штип, била пронајдена рачна граната од Првата светска војна. По пријавата во полицијата, на терен излегле и техничарите од Дирекцијата за заштита и спасување. Во делот за спорт вечерва одбојка. Извлечени двојките за полуфиналните надпревари во рамките на Купот на Македонија во одбојка. Машката екипа на УГД Студент за противник го доби тимот на Весна Пробиштип. Во просториите на Одбојкарската федерација на Македонија вчера се изврши жребката за полуфиналните парови во рамките од Националниот куп во одбојка мажи. Жребката сакаше екипата на УГД Студент за противник да го добие тимот на Весна Пробиштип. Првиот надпревар ќе се одигра утре четврток, во кој домаќин ќе биде екипата од Пробиштип. Вториот полуфинален пар го сочинуваат екипите на Струмица и на Вардар од Скопје. Реванш средбите ќе се играат за 7 дена. Инаку машката екипа на УГД Студент во полуфиналето на Македонскиот куп се пласираше по двете извојувани победи против тимот на Борец од Велес и двете со максимален ефект од 3:0 во сетови. Колку за посетување, женската екипа на УГД Студент беше елиминирана во четвртфиналето од тимот на Јанта Волеј од Скопје. Толку во вестите, почитувани гледачи. А утре сите млади и да врне и да вее се разбира традиционално на Исарот со цел да си ја сонуваат вечната љубов. А сите пак оние кои изминатава година го кажа судбоносното да, им го честитаме празникот младенци и им посакуваме среќен брак, многу љубов, многу здравје и пред се многу дечиња. За многу години нека утрешниот преубав ден. Довидување.